Расте бројот на дијабетичари, меѓу нив и новороденчиња. Болеста зема загрижувачки замав во Македонија, а бројот на пациентите постојано расте. Председателот на Сојузот на Здруженијата на дијабетичари Диме Велев предупредува дека меѓу новите случаи се и најмладите пациенти, дури и бебињата. Се повеќе лица развиваат сериозни компликации како срцеви, мозочни и бубрежни заболувања. Тој апелира на редовни контроли, рана дијагностика и превенција за да се спречи ова тивко, но опасно заболување. Расте бројот за лица заболени од дијабетес, особено тип 2, кои што се на почеток и се на таблетарна терапија и не се води некоја превентивна програма, односно нема превентивна програма кај семејните или општите лекари, која што може да го превенира. Расте бројот и на компликации, за жал, кои што се од дијабетесот, како што се ретинопатијата, нефропатијата, односно бубрезите, мозочни удари, срцеви удари, дијабетично стапало, тие се доминантни во животот на лицата со дијабетес. Значи, тоа што имам сретнато или имам сретнато е двомесечно, тримесечно бебе. Тие се најмлади со тип 1. Да, видете, има напредок, имаме современа терапија, инсулинска, особено во делот на секојдневниот живот, но имаме проблем со антидиабетната терапија, односно терапијата која што треба превенира компликации кај лицата со на инсулин и кои што развиваат срцеви, мозочни, бубрежни заболувања. Граѓаните треба редовно да се прегледуваат, особено оние кои многу седат и немаат многу физичка активност. На време на контрола кај матичен или специјалист помага рано да се откријат проблемите и да се намали ризикот од сериозни компликации. Прво, јас би апелирал до граѓаните, до јавноста, да самите иницираат превентивни прегледи, особено од безните луѓе, луѓето кои што седат на работа, кои што немаат многу активности. Храната си го прави своето, стресовите го прават своето, ние сите живееме во стресно време. Најголем проблем кој ќе прашате кај не само кај дијабетес е секаде, како да не се нервирам. И е сега, значи треба да се прегледуваме кај матичните лекари или кај специјалистите. Втората работа, односно суштинската работа за лицата со дијабетес, за да не се шири пандемиски, е менувањето на системот, здравствениот систем, јавниот здравствен систем, со модерен пристап за нормален живот со дијабетес. Тоа подразбира да продолжи квалитетната современа инсулинска терапија, која што е квалитетна, која што со многу помалку пари вложени се донесува инсулин кој што делува на повеќе нивоа во организмот, не само на шеќерот. Инаку дијабетесот е хронично метаболичко нарушување кое се карактеризира со покачена концентрација на гликоза во крвта. Тоа се случува кога телото не е во состојба да го регулира нивото на шеќер поради проблеми со хормонот инсулин произведен од панкреасот. Иако симптомите обично варираат во зависност од типот на дијабетес и од самиот пациент, ова се најчестите симптоми: зголемена жед, зголемен апетит и зголемена желба за блага храна. Често мокрење, губење на тежина, замор и слабост, проблеми со видот, инфекции, бавно заздравување на рана, дигестивни нарушувања, раздразливост и промена во расположението.